Земјоделското земјиште околу селата во општина Чешиново-Облешево е претворено во големо езеро. Излевањето на водата од коритото на реката Брегалница се прошири се до магистралниот пат кон Штип. Високото ниво на Злетовска река и другите притоки дополнително ја влошуваат состојбата со високиот водостој, па сериозно е загрозен и мостот на магистралата А3 кај селото Уларци. Сепак, најсериозно е во Чифлик, каде водата веќе навлезе во куќите. Подрумот е пун вода, те гледате со моторче лиеме, дворо со ископаа го со багери да се цаде водата на кај оризите. Песок донеса, војската донеса и тоа. Цела ноќ сме будни, цела ноќ копаме колку можеме за да се заштитиме. Тука јас сум скоро 40 години прв пат ово. Не, до сега не е имало така. По двата фриждера ми се поплавени со вода, доле у куќите. И ја вадам водата се од недре. Тоа е страшно, дома дека седеме, дека спиеме, вода има. Со прекопување на каналите се прават обиди водата да се испушти, а на помош дојдоа и професионалните војници од Штипскиот гарнизон, кои помогнаа во полнењето вреки со песок, како заштита од надојдената вода. Заедно со местното население, освен земјоделското земјиште и домовите, тие правеа напори да ги спасат и домашните животни на селаните. Водата за пиење од пумпите и бунарите во Чифлик е загадена, па на помош со цистерна дојде Кочанската противпожарна единица, како и активисти на Црвениот крст, кои делеа флаширана вода за населението. Во локалната самоуправа се одржи координативен состанок, на кој присуствуваа министрите за транспорт и врски, за здравство и за труд и социјална политика, представници од Дирекцијата за заштита и спасување, од Центарот за управување со кризи и други институции. Од состанокот беше упатен апел до жителите на општината. Водата не е за пиење, може да користат исклучиво за техничка вода. Веќе се организиравме со помош на општината Велес и општината Кочани, ке пристигнат цистерни за да има редовно водоснабдување на населението. Исто така со помош на Црвениот крст и повеќе компании по големи количини на вода за пиење ќе бидат пристигнати во општината Чешиново и Облешево. Сакам да истакнам дека треба граѓаните личната хигиена да е кренат на едно повисоко ниво, бидејќи со повлекување на водата ќе останат остатоци од септичките јами, зашто и дополнително ќе се направи дезинфекција од страна на Министерството за здравство. Надојдената вода ги прекри и ги оштети локалните патишта кон селата Теранци, Кучичино и Бурилчево, поради што жителите користат алтернативно поврзување со општинскиот центар. Привремено сообраќајот по овие патишта е забранет, а министерот Јанакиевски рече дека ќе се работи на нивно способување. Во текот на утрешниот ден треба да се работи на паралелен пат од страна на јавното претпријатие за државни патишта. Сакам да истакнам дека сите институции во Република Македонија будно ја следиме ситуацијата и превземаме координативни мерки се со цел да спречиме што е можно помалку штети од страна на поплавите, но исто така што е можно побрзо да ги отстраниме сите оние дефекти што ќе се јават, дали е тоа водовоснабдителниот систем, дали тоа во однос на патиштата, мостовите и така натаму. Вработени во Центарот за труд и социјални работи од Кочани, во текот на денот ги посетија најзагрозените домакинства и ги констатираа потребите што ги имаат. Првиот впечаток е дека има мал број на куќи и домакинства кои што имаат поголема штета и кои што се поплавени, меѓутоа во текот на денешниот ден ќе се прави детален увид во сите општини кои што се погодени од поплавите и потоа дополнително ќе ги оцениме нивните потреби и ќе им се помогне на овие наши сограѓани. Кризниот штаб на општина Чешиново-Облешево постојано е во координација и ја следи состојбата во сите населени места што се загрозени од надојдените води. Будно ја следевме целата состојба во текот на 24 часовито. Благодарение големо ќе изразам на мештаните, поточно и на местната заедница, заедно со претседателот на местната заедница, што беа будни цела ноќ, заедно ја следеа состојбата на ова, излеза во пресред. Голема благодарност до армијата што излезе во пресред. Понатаму имаме поплавени села, тоа не се дел од Облешево и голем процент, потоа Чешиново и Уларци. Личков рече дека и во текот на ноќта ќе се следи состојбата со загрозените населени места, а ќе се направат напори за што побрзо воспоставување сообраќајна комуникација со жителите од оние села кон кои патиштата се под вода.